вечер, почитувани пријатели, почитувани граѓани на Чучер Сандево. Добро вечер, другари и другарки. Вчера граѓаните на Македонија ни пратија силна порака и ние таа порака ја слушнавме. И ја разбравме пораката и ја прифаќаме одговорноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе мора да се промени и ќе мора да ги промени работите доколку сака да ја врати довербата на граѓаните. Но доколку некој мисли дека ќе се откажеме од борбата, тогаш се лаже. СДСМ е силна партија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која е единствен наследник на народно-ослободителната борба. Тоа е партија чиј што предходник е формирана во 1943 година, а ние сме тие кои што ја внесоа Македонија на чело со Киро Глигоров во Обединетите нации. Оваа партија е врежана во кодот на независна Република Македонија. Оваа партија со својата упорност и силина обезбеди членство во НАТО и оваа партија со својата посветеност обезбеди отпочнување на преговорите со Европската Унија. Оваа партија и вие заедно со неа, граѓаните, обезбеди и успеа да сруши режим и да ја ослободи државата после 11 години злоупотреби на ВМРО ДПМН. И граѓаните заедно со нас повторно на 8 мај ќе обезбедат сигурна и европска иднина за Македонија. Изборите на 8 мај ќе бидат тешки, но резултатот се уште не е одлучен. Сега тргнуваме повторно од нула. И ние како партија сме обединети и ќе продолжиме да се бориме за она во што веруваме. И никогаш нема да се откажеме од борбата за прогресивна, напредна, подобра Македонија. Можеби плативме и голема цена за тоа што ние верувавме и работевме за иднината на државата, која што ќе биде заеднички дом на сите, во која што ќе обезбедиме повисок животен стандард, а државата со тешки одлуки ќе ја внесеме и во НАТО и ќе отпочнеме преговори со Европската Унија. Но на крајот на денот и граѓаните знаат да ценат кој е тој кој низ 3 децении независност на Македонија обезбедува прогрес во државата. И ние никогаш нема да се откажеме од нашите социјалдемократски вредности. СДСМ секогаш била рамо до рамо со граѓаните. За време на економски кризи, здравствена криза. Јас знам дека грешките повеќе се паметат. И знам дека многу напорно треба да работиме и ќе работиме и на подобрување на правосудството, и на зголемување на борбата против корупцијата. Меѓутоа, ќе признаете дека напорно се боревме и се изборивме со енергетската и со економската криза. Кога Скопје немаше парно, ние обезбедивме парно грејење. Кога сите велеа дека ќе има дуплирање на цената на електрична енергија, ние обезбедивме да нема никакво зголемување на цената на електрична енергија. Кога сите стравуваа дали ќе може да се врзе крај со крај, ги зголемивме и пензиите, и минималната плата, и сите социјални трансфери кон граѓаните. И исто така ќе продолжиме и со новата програма од 2024 до 2028 година. И со тоа ние ќе докажеме дека граѓаните можат на нас да ни веруваат. И никогаш нема да се откажеме од правичната инклузија на сите граѓани без разлика на нивната припадност во Македонија. Инклузија која се базира на споделување на истите европски вредности, на истите македонски вредности, на истите вредности кои што сите ги носиме со себе, а Чучер Сандево е едно од местата во кое што се живее во соживот на различни заедници.
и каде што знаете како се расте од мали нозе во разбирање со соседите и со пријателите и со другарите. Граѓаните на 8 мај треба да сватат дека одлучуваме за иднината на државата. И затоа треба да излезат и да го дадат својот глас. Ние предолго време седевме во чекалната на Европската Унија. И се уште не е доцна да се смени правецот во кој се движи државата. И откажувањето за нас никако не е опција, ниту пак за државата е опција. Ако десничарска партија добие преголема моќ, тогаш може повторно да се соочиме со она што го гледавме цели 11 години во државата. Тоа ќе стави прво крај на нашите европски перспективи, ќе стави крај на независните медиуми, ќе стави крај на независното судство, ќе стави крај и на добрите меѓуетнички односи. Ќе стави крај на една демократска држава во која денес секој може да го каже своето право, своето изразување, без притоа да биде нападнат од никого. И тоа е сигурен пат кон изолација во цела една декада или можеби за цела една генерација која денес се раѓа. И овие тензии кои денес ги гледаме помеѓу ВМРО, ДПМН и одредени други политички партии, може само да не вратат назад во грдото минато. Не смеат да играат таа опасна игра на чувствата на граѓаните на етничка основа. Бидејќи со тоа се играат со мултиетничкото ткиво на нашето општество, кое макотрпно го градиме 3 децении и кое успеавме да го унапредиме во последните 7 години на многу повисоко ниво од тоа што беше претходно. И СДСМ има само една опција: да застане зад граѓаните кои веруваат во прогресивна и напредна Македонија. И затоа сакам прво да ви се заблагодарам на сите вас членови на СДСМ и симпатизери кои сте тука, кои јасно и гласно во среда бевте на страната на прогресивна Македонија. Сакам да ве поттикнам да разговарате со секој ваш пријател, роднина, сосед до 8 мај, да кажете дека да, разбравме каде сме грешеле, дека имаме јасна програма и план како сето тоа да го поправиме, но исто така да кажете дека ние сме таа партија која ги обезбеди сите овие прогресивни работи за државата и кои ја ослободија државата од канџите на само една политичка партија која имаше се во своји раце во цела една декада. И затоа ве повикувам никогаш да не се откажете во она во што веруваме и да се бориме и да успееме за се она што сме го напишале во програмата да стане реалност и државата да стане многу подобра од тоа што е денес. Јас заедно со моите другари, како денес, со Савнела, со Сузана, со Оливер, со Фатмир, ќе бидеме секој ден помеѓу граѓаните. Во секој град, во секој село, во секоја куќа, со секој граѓанин. Ви повикувам и вас да ни се придружите и заедно да ја пренесеме пораката за напредна држава, пораката за држава која напредува, пораката за држава во која сите се почитуваат и пораката за држава во која ќе имаме подобар животен стандард. Со исправена глава, поставени на вистински европски пат, кој е единствена опција за суштинска промена во нашата држава. И во тоа име ве повикувам масовно и повикувам сите граѓани на Македонија масовно да излезат на избори на 8 мај и својот глас да го дадат за нашиот председател Стево Пендаровски и за пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина. Нема откажување од иднината и нема откажување од борбата за напредна и прогресивна Македонија. Ви благодарам и да сте ми живи и здрави.